Работи над 99% од гласовите по вчерашните избори, на кои излезеноста на граѓаните е нешто над 48%. Последните информации во овие вести ни ги пренесува колегата Даниел Василев, го имаме во живо во вестите. Даниел, се уште сме во исчекување на пресконференција на Државната изборна комисија, на која што ќе бидат сумирани конечните резултати, но што до овој момент покажуваат нивните информации објавени на интернет страната. Добар ден, Десмина. Токму така чекаме да Државната изборна комисија да закаже првичната пресконференција, меѓутоа според оние информации кои што се објавени на веб страницата на ДИК, до овој момент 44 општини ги добија своите градоначалници уште во првиот круг. Во 33 општини ќе се оди во втор круг, додека во 3 општини ќе има прегласување. Според резултатите од Државната изборна комисија на овој прв круг од локалните избори, апсолутен победник е владеачката ВМРО ДПМН, која што успеа да добие 33 градоначалнички места уште во овој прв круг. Потоа следи Вреди со 5, Дуи со 4 и СДСМ со 3 градоначалнички места. На втор круг ќе се оди во град Скопје, каде што огромно водство има кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски. Во вториот круг ќе треба да ги одмери силите со кандидатот на Левица Амар Мециновиќ, кој е втор на листата на резултати. Она што е интересно е дека кандидатката на СДСМ Каја Шукова е на четвртото место, со оглед на тоа што Башким Бакију од Вреди доби нешто повеќе гласови. Од незе петти на листата е Скендер Реджепи Зеид, кој е поддржан од коалицијата на Дуи. Она што е интересно во албанскиот политички блок е дека Изет Меджити вчера прогласи апсолутна победа во Чаир, доби честитка од својот против кандидат Бујар Османи. Во Скопје вчера беа избрани 6 градоначалници, додека во втор круг ќе се оди во аеродром Карпош и Шуто Ризари. Она што е интересно да се спомена на овој прв круг од локалните избори е дека излезноста е 48,3%, односно ова е рекордно најниска излезеност на сите локални избори кои што се спроведени досега. Ова беа 8 локални избори од независноста на Македонија до денес. Деспина, ова се накратко сите важни информации од вчерашниот прв круг, но повеќе детали најавувам за во вестите во 16. Даниел, јас ти благодарам за овие првични информации. Секако, како што и веќе кажавме, очекуваме и конечната пресконференција на Државната изборна комисија. Многу повеќе пренесуваме во следните информативни изданија.